Фрустрирани патници, бидејќи повеќе од 9000 летови во САД беа откажани или одложени, бидејќи Федералната управа за авиација ги приземи сите комерцијални авиони на 90 минути. Оно што ми беше кажано по телефон е дека е ситуација како со 11 септември, со целосно запирање на авиосообраќајот. Председателот Бајден разговараше со секретарот за транспорт Пит Бутиџик. Авионите се уште можат безбедно да слетаат, само не полетуваат во моментов. Не знаат која е причината за тоа. Очекуваат да знаат за неколку часа. Причината беше прекин на компјутерскиот систем на FAA Notice to Air Missions или NOTAM. Системот бил рестартиран во 5 часот наутро во средата по источно време, но до 7 часот проблемот се уште не бил решен, потврди Бутиџик. Се обидовме преку агенцијата мануелно да го координираме системот. До 9 часот во агенцијата беа задоволни со работата. Тоа возможи да продолжат летовите. NOTAM е од клучно значење затоа што ги предупредува пилотите за услови кои би можеле да влијаат на безбедноста на летањето. Еве некои од нив. Дали некоја писта се отвора, дали не работи системот за слетување со инструменти, дали има промени во фреквенцијата, дали важна личност летува на еден аеродром и тој аеродром треба да биде затворен еден час. Официјални лица потврдија дека нема докази за кибернетски напад. Но постои двопартиска загриженост дека системите на FAA се застарени, особено по хаосот поради неконтролираното откажување летови од авиокомпаниите минатата година, вклучително и од Southwest Airlines, за време на празниците на крајот на годината. На секои 5 години се врши преглед на овластувањата на FAA, а тоа се совпаѓа токму со оваа година. Затоа го поздравуваме фокусот на Конгресот да се осигура дека агенцијата има на располагање се што и треба. Не е јасно колку привременото приземјување на авионите во САД ќе ја чини авионската индустрија. Во меѓувреме, Southwest Airlines соопшти дека 16.700 летови што ги откажа за време на празниците, може да ја чинат компанијата дури $825 милиони.